Значи, никој не води грижа. Никој од овие градоначалници и советници не се има побунето да бара од владата, да бара од Министерството здравство да имаме ние поквалитетно здравство во Битола. Напротив, болницата во Битола е претворена во мртовечница. Јас свакав ви се обраќам, бидејќи ова е права вистина. Права вистина е дека ако немаш пријател, не можеш да се вработиш. Дори почнаа да ги притискаат и приватните фирми. Овие политички структури, јас што ги видам злосторнички политички здруженија СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полпрунски привезоци. 35 години тоа го прават систематски. Еве сега пред избори во октомври имаме локални избори, истото го прават. Гледат да вработат негде и пред тоа вработуваат, ама тоа се нивни луѓе од партите. За жал, и нивните членови страдаат од нив на два начина. Едниот начин е прво ги лажат, бидејќи не може да ги вработат сите, а вториот кој ќе ги вработат во овие јавни установи во општината Битола, тие тогаш душа му ваѓаат. Ги малтретираат, доаѓајте на протести, прајте ова, донесете 20-50 луѓе за гласање и не знам што нешто друго. Тие немаат среќен живот, работат во општините, работат во општината, работат во јавните фирми за мизерна плата од 25-30 илјади денари. Јас како кандидат за градоначалник на општина Битола објавив мојата кандидатура пред 3 недели на ТВ-Тера.